Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Нормално вие сте на вистинската фреквенция 107,4 FM, а може би и не сте на вистинската фреквенция, може би не гледате на нашиот лайвстрим во живо, кој е на Facebook, а може би не сте ни таму, може би ова интервју го гледате подоцна на нашиот канал на YouTube. Може би и воопшто не гледате и не ви се лутиме. Поздрав до вас и во тој случај. Ово утро имам интересна тема и интересен гостин. Темата е колку е тешко да се остане нормален во Македонија. На оваа тема ќе разговарам со еден гостин со кој вие често заспивате на телевизија Алфа. Ако можете воопшто да заспиете, тоа е мојот драг колега Драган Милосављевиќ, кој гледам дека тешко се буди. Заспи ако можеш, ама ово утро е разбуди се ако можеш, очигледно. Така е, поздрав Златев, поздрав до вашите слушатели. Искрено да ти кажам, ова е на некој начин злосторство против човештвото, ова станување наутро, јас сум ноќна птица, јас работам навечер, ова од наутро е, како да ти кажам. Драган, сонот е многу важен за да се остане нормален, кога веќе сме кај утринската тема, затоа што природно, биолошки сетирано е организмот да се буди заедно со сонцето и сето тоа. Ние тука ја тешко се будев како и вас, но истражував уште од времето на астеките, потоа на античките македонци, дека будењето е најважно и викам, со шо да се будам, дај ќе се будиме на фреквенција заедно со политика. Не, одлична идеја е, не е спорно дека ти е одлична идејата. Да, децата уште како мали ги учиме, нели, дека е најважно навечер да се спие, да се растане наутро, да се оди во училиште и така натаму, меѓутоа, веројатно на мои години, на овие средни години, за човек кој што се навикнал долго време да функционира доста навечер е навистина напорно, меѓутоа не можев да те убијам тебе никако. Долго време по филозофијата јас тебе војводо ти мене сердаре. Апсолутно. Да. Види, ако никој друг не сака, можеме ние може да се ги тероризираме луѓето, што на телевизија, што на радио, но сепак не, мислам дека имаме гледачи, имаме. Па не тероризираме никого, мислам дека за жал веќе публиката во Македонија јасно поделена. Што е за мене исто така многу погрешно, меѓутоа тие што не сакаат, не следат, не почитуваат. Тие што не сакаат, поише не следат. Еве ја да ти кажам од моето искуство. Тоа е за мене всушност нов феномен. Не е нов феномен. За мене лично зборувам. Знам дека е така, меѓутоа кога го доживеав на своја кожа, ми беше ново и зачудувачки. Значи да, тие што не сакаат, имам чувство дека дури и повеќе не следат. Тие ни го прават за да може да навредуваат, да тие ни го прават целиот пиар за ние да бидеме луѓе. Зашто да плакаш реклама кога имаш Twitter, го имаш Facebook, имаш таму плејада луѓе кои имаат што да кажат, огромен поздрав до сите нив. Без вас ние нема да постоиме. Така. Без тие што не мразат, ние нема воопшто да постоиме. Јас не сум ниту сладкар, ниту Тони Зен, па сега да им направам некаков дис, да им кажам, вие сте ниска класа, јас за вас сум масон. Нема тоа кај мене, но мора да бидеме реални со себе, дека тие не одржаваат во форма и без нив не се може. Тоа е доброто на демократијата. Огромен поздрав до сите оние кои имаат лошо мислење за нас. Да, тука сакам ти кажам. Ама ја те водам тебе. Ја имам поише антифанови од вас, вие треба повеќе да работите. Никој не може да се мери со тебе. Ти колку антифанови имаш во овие години, јас мислам дека никој. Сакам да кажам две работи овдека, односно да ги поделам во две групи. Едните се оние класични анонимни ботови. Ти од партија ги пуштат. Од партија што ги пуштат. Не, меѓутоа знаеш како, тоа се оние Твитер имиња кои што не значат ништо, некаков овартрол, некаков кешман, некој кој што тој им е работа, очигледно. Затоа се платени. Мене поинтересни ми се овие познати ликови што хейтаат, значи јавни познати ликови. И не можеш да разбереш зошто
познат актер, сега нема да спомнам име, меѓутоа познат актер, познат новинар, познат режисер, позната јавна личност, познат професор, читаш како блуе омраза кон тебе, не се познавате лично, или ако се познавате на здраво како си, и констатира такви всевозможни глупости за тебе, што се прашуваш од каде ова. А се работи за човек кој што би требало да е, за разлика од ова ботовите, остварен. Човек кој што веќе има во животот кариера, има услови, од каде таа потреба да се мрази толку многу, човек кој што не го позна. Што има тој со тебе? Што има тој со мене? Само затоа што изразуваме критичко расположение кон актуелната власт. Па добро, сега не е само поради тоа. Сега сепак, да бидеме искрени, ти имаш простор на национална телевизија која се емитува во цела Македонија, имаш огромна публика. Јас, например, кога гостував кај вас, следниот ден еден пријател ми ги прати рейтинзите на LGB Нилсен. Да. Имаше преку 100.000 гледачи на телевизор. Тоа се 100.000 телевизори во Македонија, доколку тоа се помножи, со просек 1,5-2, нели, затоа што повеќе, меѓутоа да, на скромно вака. Нас не гледале во држава 250.000, 300.000 луѓе кај тебе. И сега тоа создава комплекс за некого, затоа што сепак кон кај да се сврти, кај да пушти, ке менја канали, ке те види тебе. И сега вика, чекај бе, кој е овој, ја да го гледам секоја вечер. Па не мора да гледа. И тоа, ама не мора, ама тука се присатен си. Ке отвори портал, ке види, и тоа создава еден вид на комплекс. Ја ги разбирам луѓето. И ја и тебе и Горан ве советувам да не им се љутите. Не, нема лутење, нема никакво лутење. Јас само се обидувам психолошкиот момент. А многу такви луѓе, еве ја од моје искуство ќе кажам како еден од по-омразените во оваа наша прекрасна земја, многу од тие луѓе подоцна ми станали пријатели. Со дел од нив сега сум неразделен. А тоа е посебен феномен. Значи, ама он сака да биде со тебе. Така, тоа се некои фројдовски проблеми очигледно. Значи, омраза позади која што се крие љубов. Па, почитување, восхит. Да, почит и восхит. Љубов не сум сигурен. Кон недостижното, знаеш. Не знам, не треба да видиме толку. Ја на пример тоа уште усредно кога имав некоја убава девојка ќе видиш и не викаш немам шанси кај ова. Гледаш нема шанси кај ова и починеш да ја закачаш, знаеш, на еден или на друг начин, затоа од комплекс патиш кон неа и на крај ако ја фатиш, ти си најсреќниот човек во светот. Така е. Да, има логика во се тоа. Меѓутоа јас мислам дека тоа се проблеми на младост, како што збориш, проблеми од средно училиште. А не проблеми на 30, 40, 50 или 60 годишни луѓе. Кодото станува очигледно. Очигледно дека ние не се менуваме, дека тоа што си станал во раната младост, тоа стануваш за навек, понатаму се е само искуство, кое што или дополнително те издига или дополнително те претвара во... Да, мене во раната младост во неколку наврати ми беше намалено поведение, така што ако станувам тоа, тогаш тешко на оваа држава. Така, да се фатиме за темава што ја најави. Да. Многу е филозофска, да ти кажам искрено, многу е широка, колку може да се остане нормален, така, да. Во ненормална земја. Ја тебе те сметам за прилично нормален човек, вака по некои стандарди за нормалност, што мене ми ги задале моите воспитување, моите родители и така натаму. Ти си човек со жена, 2 деца, куче, 2 папагали, онака, буквално амерички символ, уште кукичка дрвена ти фали. На дрво. Да, и некој SUV за да бидеш она комплетно. Да живеев во куќа, веројатно ќе морав да направам кукичка на дрво. Мене не ме било за ништо од тоа. Јас не сум баш некој кој некаков домакин, комшијата Васе ми ги поправа сите проблеми што изникнуваат по дома. Во случајов поздрав за комшијата Васе, иако сигурно не го следи. Некогаш може и да побара пари. Комшијата Васе. Не, проблем ќе побара, меѓутоа главно е на соседска основа. И токму затоа нормалното живење во оваа земја, да се остане имун на сите овие глупости кои секојдневно ги гледаме, ги слушаме, ги живееме. Знам што зборуваш, Злате, па не може да се остане нормалноста, веројатно ја правиш сам за себе, тоа да не бидам сега клише. Нормално за секој ја прави за себе, како што рече, имаш сопруга, имаш деца, ќе набавиш и куче, ќе набавиш папагали, што не сум имал намера во животот да го направам, меѓутоа некако доаѓа со текот на годините
али мислам дека на некој начин глумиме нормалност. Не може да има нормална со ненормална земја. Кај нас се е ненормално. Сега кога влегувавме, зборувавме со господјата што работи овдека, која што е од Сараево, нели, и поздрав за неја, која што ме обяснуваше дека се уште не може да се прилагоди на валканиците во Скопје. Тоа е една од трагедиите и ненормалностите наши. Ние сме валкани надвор. Дома сме во ред, а надвор сме валкани. Сите фрламе ѓубре, смет. Од тоа почни. А да не навлегуваме во како да зборуваме за нормална држава во која што не знам, половина милион луѓе живеат со 1 или 2 долара дневно. Која е нормалност? Тоа е нормалност на ниво на Индија, на ниво на, не знам, на Бангладеш. Како да бидеш нормален во држава во која што власта те принудува да го промениш името на својата држава. Да размислуваш воопшто за промена на својата историја. Затоа што така притиснале бугарите. Што е нормално во тоа? Тоа на никој не му се случува. На никој во светот. Не знам, во кој сакаш аспект? Од кој сакаш аспект поглед? Еве, ја имам проблем, земав кредит, пошто немам пари, за да купам автомобил и да реновирам дома. Немаш пари, а луѓето мислат дека Златев е богат како... Не, Златев е еден од посиромажи. За Сашо Ордановски јас сум според Елон Маск и како се викаше и не знам, Величе Шумоликовски. И сега, што како најде Величе Шумоликовски? И сега, знаеш, тој е фудбалер. Едва и собрав пари, среќен, радосен, викам да си купам кола конечно во животов мој, и сега нема таблици у држава, не можам да ја регистрирам. Тоа го слушнав дека нема таблици во државата и мислев дека е шега, меѓутоа се покажа дека не е. Нема таблици од 9 месецов, сега сме 29, 20 дена нема таблици, не можеш кола да купиш. И сега у двор си ја гледам, си седам у неа, си пуштам музика, човече, ја перам 6 пути дневно, не можам да си ја извозиш. Не можам да си ја извозам колата што си ја купив. Да, а од друга страна и ние зборуваме за успешни приказни во нашата земја. И кога ќе ги ставиш тие таблици, можеш да возиш од овде до Гевгелија и тоа е тоа, кај ќе одиш надвор. Што е нормално во тоа? Добро, може до Белград да се сврати. Сака да ти кажам, таа кола заслужува повеќе. Да, заслужува прав пат да одидеш до Италија, до Германија. И таа кола и таа жена заслужуваат повеќе, но од мене толку може да добијат за жал. У моментов у двор да седат. Ништо не е нормално. Ова со пандемијата. Вчера излезе ексклузивна вест некаква дека во Македонија ќе се прават амбалажи за вакцини. Не вакцини, него амбалажата. Како тоа е нашата ненормалност. Што е амбалажа за вакцини? Па веројатно кутивчињата, новие апликациите на самата вакцина, може би капаче, не знам. Сака да ти кажам, значи ние не правиме вакцини, ние ќе го правиме кутиите за вакцините. Тоа е нашата ненормалност. И на тоа сме горди. Па горди сме, да, голем успех. Значи, ние немаме вакцини. Кога ме гајле за амбалажа. За разлика од соседна Србија, не ни требаат амбалажи. Дајте ни ги така, дајте ни ги во кесе. Само дајте ни вакцини. За разлика од соседна Србија, каде што ќе се произведуваат вакцини. Веќе се произведуваат. Да ти кажам право, Вучич со сите контроверзии околу него, мене лично не ми е нешто особено симпатичен, сега кечеш на српска линија. Ја знам неговата биографија. Да, се гледа дека си досовец ти. Не сум никаков досовец. Меѓутоа, моја знам политичката историја и така. Нема некоја особено мислење за него, меѓутоа последниве неколку години покажа како треба. Значи човек кој што успева, мала држава, Србија, да збориме реално мала држава, успева да игра и со Кина, и со Русија, и со Западот, успева да се снаоѓа и на голема врата, да носи инвестиции, да гради, да набавува. Нормална земја е тоа. Именно, железници, автопати. Покажа дека може мала земја да се носи со проблеми успешно и да игра. И тоа зборуваме за земја која што исто како Македонија има страшно многу проблеми. Јас за разлика од тебе сум голем обожавател на Александар Вучич и мислам дека тоа е најголемиот лидер и визионер кој Србија го имала од времето на Обреновиќ па наам. Многу далеко, отиде 200 години, рече си. Последен. Оној пред што го фрли Лапис, како се викаше тој,
неговиот татко, тој се како еден од најголемите преродбеници, да, се рачуна во српската историја, кој буквално први на Балканот донеле, не знам, телефон, технолошки напредок и така натаму. Тие се врвот пикот каде што Балканот влегува во некоја современа фаза и сега го имаме Александар Вучич кој после све доаѓа до една позиција да човеков едноставно од Србија прави земја која изгледа нормално, изгледа организирано, изгледа стабилно. Имаш предвидливост во Србија. Затоа е подобро од нас. Ние за разлика од Србија во Македонија немаме предвидливост. Ние не знаеме, Драгане, што ќе се случи утре. Така е. Се согласувам во тоа. Предвидливоста е знак за нормална држава. Ти во една Германија уште во раната младост можеш да го испланираш својот живот. Во една Шведска или во Данска. Затоа што со огромна веројатност ќе живееш во мирна, економски стабилна земја, во која што твојата кариера ќе зависи само од твоето знаење и твојот труд. Нема да се случи нити војна, нити поделби, нити распад на системот, нити власт која што ќе направи се да изврши деструкција во сопствената земја и можеш да го планираш својот живот. Србија се обидува во тој правец, далеко од Западот, меѓутоа се обидува во тој правец и мене тоа ми се допаѓа. Кај нас ние сме негде на ниво со Молдавија, морам да кажам како треба да споредам. Јас познавам многу приликите во Молдавија заради мене ми се интересни овие геостратешки проблеми, па следам горе-долу. Молдавија е сепак на гранична линија тука меѓу Романија, Советскиот сојуз, поранешниот Советски сојуз, Украина, Романија. Меѓутоа да, недоделка на земја. И мене ми е многу тажно да зборуваш за сопствената земја. За Македонија да кажеш дека сме недоделкани, се повеќе се споредуваме порно, и ова е клише, знам, порно се споредувавме со Хрватска, со Словенија, бла бла. Сега не се споредуваме со Албанија и Косово, сега се споредуваме со Молдавија, со не знам, со бирај африкански земји. Знаеш што е најтрагично? Сега Босна и Херцеговина е подобра од нас, Драган. Подобре. Земја која беше во крв до колена, земја која беше во војна, земја во која до ден денес има дисфункционален систем со таму тоа ентитети, има кантони, има политички систем на Босна да седне човек да анализира. Е тежок да го разбереш. Па тоа треба докторат да направиш, така. За да стигнеш. Се постабилна и попредвидлива земја од нас. Да, така му доаѓа, меѓутоа знаеш како пееше покојниот Балашевиќ, криви смо ми. Не може никој да ни биде виновен за тоа, затоа што ние самите си бираме. Златен човек имавме сега во Будимпешта. се зашегувам нормално и тогаш имаше многу аномалии. Мислам дека едноставно го отсвире своето и тоа е тоа. Мораме да се свртиме напред и да се обидеме да вратиме нормалност. Мене ми е важно тоа што не сме способни. Не, и тогаш бевме далеку од нормална земја, но барем имаше некаква стабилност, знаеш дека Сега вчера ми праќа граѓанин дека неговите родители кои се стари болни луѓе, мајка му изнемоштена, имала закажано за вакцина во 17 часот и 10 минути, во 17:45 ми праќа слика, огромна редица, уште абер немаат да дојдат на ред. Да, тој првиот 2 сат што закажал, да. Јасно ми е, ама тоа сме ние. И тоа го прифаќаме како ненормалност, ја прифаќаме како наша нормалност. Ама јаве се карам во полиција и велам луѓе, ова е човеково право, вие мене ми рушите што не ми давате таблици, ја не можам да се движам. Човеково право ти велат нема. И па сега што да правиме, ми вика тој. Викам ќе ве тужам као држава. Слободно вика, ја не, стварно вика не знам што да правам. И луѓето навистина не знаат што да прават. Зошто? Ради тоа што Оливер Спасовски одлучил да им го даде тендерот за таблици на некоја фирма од блиска до Дуи, тие не направиле таблици, па сега ги моли Раде Кончар предходните што го имаат тендерот, со години што прават таблици, ај сега правите вие во 4 очи, па тие неќат, и сега ние месец дена немаме таблици во држава. Тоа е една банална аномалија. Но во секој сегмент сме такви. Од секој аспект на живењето ние сме во тој смет, се давиме во тоа ѓубе. Исто универзитет, ова со образованието. Ти си, да речеме, дипломиран историчар, ако не се лаже. Да. Како ќе го прокоментираш се ова што го прави во образованието како професор по историја? Се ова што го прави Мила Царовска? Јас сум професор номинално по историја,
по диплома, иако сум во новинарството. Има добри историчари, Мирка Велиновска, ти во новинарството е познато по... Па да речеме дека е така. Што да коментирам? Децата се бунтуваат. Нивните родители се бунтуваат. Денеска има најава на таа групата со 70.000 членови дека денес ќе бойкотираат настава. Вчера во најелитните скопски средни училишта имало бойкот. Дали е тоа исправно, не знам, не е моје да толкува. Меѓутоа, јасно е дека кога насилно се наметнува концепт, отпорот е неминовен. Сега има друг момент. На отпорот му се одговара со пресинг. Се одговара со притисоци. Вчера, например, тоа што го дознав од еден господин кој што ми се јави да ми каже маката на своето дете, рече дека децата сами се организирале, ни партиски, ни на било кој начин, сами едноставно не сакаат да го прифатат овој концепт и решиле да бойкотираат. Што се случило во средните училишта? Веднаш класните им се јавиле на децата да се појават, тие одбиле, веднаш биле известени директорите, председателите на класовите, така се вика председатели на класовите, веднаш биле Ја бев председател на клас у моје време. Биле повикани итно со закана, ако не се вратат сите веднаш на часови, ќе следат санкции, потоа уште поригорозни санкции. Не знам, не сум во таа бранша да судам, меѓутоа знам дека со притисок наметнување на нешто кој што очигледно не му се допаѓа на најголем дел од популацијата, не може да вроди плод. Можеш да ги натераш, еве, ќе казнуваат, ќе бркаат од училишта, ќе им пишуваат неоправдани, ќе им ставаат единици, не знам што ќе им прават. Меѓутоа не оди, едноставно не оди во држава во која што не знам колку деца немаат компјутери, во која што во училиштата нема нормален тоалет, во која што во училиштата нема фасади, во која што кога врне дожд им капе собираат вода во кофи, да зборуваш за образование е дегутантно. Меѓутоа министерката Царовска решила да следи својата замисла и гледаш дека таа едноставно не интересира што мисли јавноста, не интересира што мислат учениците, нивните родители. Таа го тера својот концепт. Еве ако анализираме подлабоко, тоа значи дека во многу наврати можеме да забележиме дека оваа власт веќе почнува да заличува на последната фаза на ВМРО ДПМН кога беа на власт, кога исто така не гледаа што мисли на, не знам. Губиш персоналност. Дупот во центар, кога го носеа, се сеќаваш со оние која протестираа едни други, потоа оние ситуации, не знам се, цела држава смета дека не е окей да се затвори А1, оние затвори А1, сега е така. Цела држава го брани Стојко Пауновски, тие велат не интересира. Не ни интересира. Прекршил не прекршил правила, не спровел наредба. Прекршил правила во хиерархија. Види, многу е тоа дискутабилно. Човек кој што ја почитува здравата логика и кој вели не можам да вработам луѓе кои што не се квалификувани за таа работа, добива отказ затоа што не почитувал наредби. Судирот меѓу обврската да ја почитуваш хиерархијата и обврската да ги следиш законите е многу специфичен. Човекот е 100% во право. Не можеш да примиш луѓе кои што не знаат да го работат тоа што го работат. Што ги ти се таму? Да им се да прикажеме дека исто како подобро си седат дома. Ова е мојата логика. 15 години ги товат тамо за ништо. Нека се останат и понатаму дома. Обяснувањето на оваа ордава која што се занимава со пиар на власта беше, а што сакате уште 15 години да дремат дома, вама барем нешто ќе работат. Некои од нашите гости речева, не знам, нека ги вработат во мамас, нека пакуваат ајвар или што и да е. Не може да ги ставите да работат нешто специфично, за кое што е потребно знање и квалификации, само затоа што тие биле, не знам, рамковни и сега ајде ќе ги вработуваме било каде. Меѓутоа, тоа покажува две работи. Прво, дека дуи владае со државата, а не СДСМ, целосно. Очигледно дека се е под нивна контрола, а второ, дека е дојден моментот кога веќе само со сила ќе се спасува оваа власт. Што е пат кон пропаст. Мислиш дека оваа власт ќе биде без компромис, па тогаш... Па да, мислам, да чекаме апсења. Па не знам, и тоа го зборуваше некој, не знам, од некој еден од нашите гости рече, да, очекувам, рече дека наскоро ќе се осмелат и ќе уопсат новинари. Јас прашав зашто? За кажан збор.
закажано мислење, поставено прашање. Нека ти уопште слатев ако те фатат дека джипот си го купил не знам со пари од дрога. Тоа е така. Не е спорно. Нека ти уопште тако докажат дека си корумпиран као ѓавол или дека не знам Не бе. дилаш дрога, силуваш. Сега ми го сруши кор бизнисот, немој вака. Да, меѓутоа, зашто да те уопсат? Затоа што си кажал дека не ти се допаѓа нешто и затоа што си поставил јавно прашање. Ја викам, ја кај вас кога бев го кажав, тој сега пак ќе го кажам. Можат слободно да ме апсат кога сакаат, јас сум спремен, сам ќе си влезам у комбето, ќе си правам муабет со полицајците, ќе им се смеам. Не може така. Значи, не може така. слободно за било што, нека ми нека ми монтираат случај. Дента кога ќе уапсат новинар за кажан збор, тука завршува се. Да. Тука завршува држава. Ја баш би сакал оваа власт од мене да направи Махатма Ганди, човече. Мене тоа би ми било услуга доколку седнати дојдат да ме уапсат. Значи тоа значи дека јас навистина ниф им предизвикувам тоа ќе биде услуга за тебе, меѓутоа ќе биде катастрофа за државата. Затоа што тогаш и официјално ќе влеземе во рангот на оние режими кои што се справуваат со своите противници на начин кој што е далеко од легален да збор. Абе да, ма сепак, еве, јас кој го советува Заев да ме уапси слободно, Заев нека го послуша. Би сакал да играм таа улога, сега мојата лична суета е пред државниот интерес во овој време. Драган, она што исто така загрижува овој период е таа економска доминација во држава. Имено, она што го покажуваат статистиките, не се овие мои статистики, туку статистики на неколку меѓународни организации, е тоа дека во Македонија бројот на богати постојано се намалува. Добро. И се помалку луѓе се богати и има една јужноамериканизација. Тоа во еден од извештаите е спомнато во ситуација во која, да речеме, имаш ситуација на мали градови во кои има 20-тројца мокници, тие 20 други се условно кажано слуги, да. И на крајот од држава ќе видиме дека не 20 на луѓе практично економски владеат со оваа држава. Тоа не е нешто ново. Во Македонија олигархијата постои цело време една тема која новинарите во државава за жал не сакаат многу да ја работат затоа што на крајот од денот земаат плата од тие олигарси, да бидеме доследни со сето тоа, но таа олигархија помалку ќе се прошири со по некој нов тајкун, некој ќе излезе од игра, но на крајот од денот ние имаме 20 на луѓе кои владеат со целата држава, со најголем дел од парите. И ние во Македонија да се биде слободен човек, значи да се работи за странство, односно да се примаат финанси од странство, пари од странство. Да, условно кажано, тоа е плутократија. Наместо демократија почнуваме да личиме на плутократија, значи држава во која што објективно владеат корпорации, макар што кај нас корпорација е Корпорацији не знаат да пишуваат, што не владеат нас. Тежок што има Ванчо Чифлиганец со корпорација? Не знае латиница човекот, жити се. Не знам, во тоа него не влегувам во тоа, меѓутоа факт е дека не знам дали се 20, веројатно се повеќе олигарси практично владеат со државата и тоа се гледа. И иако тоа западната демократија и капитализам го оправдува, мене лично не ми се допаѓа, затоа што тоа акумулирање на моќ и заедно со тоа неминовно на власт во толку малку раце станува опасно за системот. Особено за толку ранлив систем како нашиот. Не сме премногу ранливи како општество, ненормални како што влеговме во заглавието на оваа емисија и кога не можеш да очекуваш одговорност од луѓе кои што пред и над се ги интересираат пари. Одговорност борам за национални интереси. Не, ја не мислам така. Ја не мислам. Човек што дошол да направи пари во животот се го интересира пари. Не мислам. Тој трговец поединец условно кажано. Не се согласувам. Јас сметам дека може во едно општество кое е нормално и да направиш пари и да бидеш честен и достоинствен човек. Тоа е идеалот со кој јас живеам. Но што сакам друго ние овде зборуваме за луѓе што владеат од таа позиција. Е така. Тоа е разликата. Но исто така оно што е важно е дека постојано со овие пријатели што ги имам што орбитираат со така полевичарска идеологија, они ќе кажат: "Ама види во социјализмот колку беше добро, сега во капитализмот колку е лошо." Ова не е капитализам, Драгане. Ова се луѓе кои не заработиле пари на слободен пазар,
заработиле пари на криминален начин, ограбувајќи ги своите клиенти, ограбувајќи го народот, ограбувајќи државата. Ние треба да бидеме искрени кон тоа. Така е. Така е. Добро, таа приказна за еднаквост во време на социализмот, да, повеќето биле еднакви меѓу себе во еднакви во сиромаштија. Додека црвената буржуазија нели си Добро, не, живеела на иделе луѓето на одмор, не било толку добро, лошо. отерекам. Така. Но И сега одат на одмор тој што може да оди, меѓутоа тогаш било право да се оди, загарантирано од државата, па ги праќале во тие работнички кампови во Дубровник. Сега Дубровник може да го гледаш само на фотографии, бидејќи немаш пари, бидејќи во Дубровник 15 евра еден сок, а македонски турист 15 евра му е 2 дена во... А од друга страна не можеш доматите и пиперките да ги ставиш во гајба и да ги возиш до Дубровник и се скапат. Нашиве старци, условно кажано старци, кои се уште живеат во сомислите војно време, не можат да го сватат ова што не се случува. Сега, меѓутоа, младиве генерации и ние, од средните генерации, веќе се прилагоди. Ова е суров капитализам. Чисто преживување. Кој разбрал, кој не, дали е праведно, не е праведно, ама е така. Проблемот е во тоа што државата се уште, барем во Европа, би требало да гарантира какви такви социјална правда, какви такви можности секој да успее оно колку што може. Кај нас тоа не се случува. Се е корумпирано. Се е со врски, се е со потплатување, се е со непотизам. Како да напредуваш ако не си роден меѓу избраните? Како да напредуваш ако не си роден меѓу тие што со генерации имаат и можат? Преку партија. Гледај во судство, беше Саша, ама ако немаш пари. Беше Саша Димовски кај нас пред некој ден и ги објаснуваше состојбите во правосудството. Јас се фаќав за глава во емисија. Како ми објаснува дека тамо сите суди, обвинители, адвокати, тоа е едно големо семејство. Сите си се браќа, сестри, братучеди и чичковци, тоа е една иста екипа. Практично тоа е затворен круг сам за себе. И тие самите меѓу себе си се бираат, самите си се местат и нормално поврзаноста со моментално партијата на власт и тие прават еден кружок кој што е затворен сам за себе. Ти не можеш да влезеш таму и да сакаш, може и да си талентиран, може и да си не знам колку брилјантен правник. Попусто, нема како да влезеш во таа приказна. И тие одлучуваат за живот и смртта во оваа држава. И се чувствуваш лошо. Кажи уште една работа, дека ние се замараме со големиве настани, големиве судења, големиве теми. Малите луѓе, обичниот народ, секојдневно добива такви неправедни судски казни, такви неправедни судски одлуки, од кои што боли глава. Саше вели, појди пред суд, само појди пред суд секој ден и поседи малку, ако не најдеш 10 луѓе што ќе излезат со плачење, тамо со ронење солзи, нешто не е во ред со денот. Тоа е нормалноста во Македонија. Кога ти не веруваш на ниедна структура, на ниеден дел од системот, нити на суд, нити на полиција, нити на војска, нити на министерства, нити на здравство, нити на образование, ќе удрав микрофонот. Не веруваш во ништо. А медиумите се најголемиот проблем. Затоа што сега во оваа експлозија на медиуми треба да се одлучиш на кого да му веруваш. Факт е дека јас и ти зборуваме сосема спротивно од тоа што се збори на цивил фронтлайн. Например, сега ги земам како пример. Кога ќе го отвориш обскурниот сајт на Саше Политико, добиваш сосема поинаква реалност од това за кој што ние зборуваме. Добро, те молам да не го злоупотребуваме овој простор да коментираме лице со посредни потреби. Навистина ми е жал за овој човек. Се надевам дека ќе оздрави. Па нема зошто да го жалиме, со избрал. Не, јас не согласувам. Се надевам, се работи за проблем со кој навистина не е, знаеш, но оние кои се послаби, но оние кои се послаби од нас интелектуално, психички, вредносно, па дури нели и со она што се нарекува разум, рацио, се што треба е да ми препорачаме добри седативи, добар доктор. Јас не можам навистина во ниту еден момент да го критикувам овој човек затоа што ми е грејота за него, жал ми е за него. Добро. Извај го од него. Ево. Порано ме нервираш и сега ми е жал за него. Воопшто не ме нервира. Би му помогнал. Јас би му помогнал, Драган. Ме напаѓа на Твитер често и многу интересен моментот кога него први напаѓа на Твитер, а потоа ми пишува ако претерувам избриши ме.
Викам, не сакам да ти избришам, зборувај. Ти зборуваш за себе, кажи што сакаш. Едноставно си има проблем, човекот грео таа. Меѓутоа, зборуваме, нека... јас или ти, или не знам, Ја би му помогнал него, како можам, доколку има потреба, би му помогнал. Еве, официјално се јавуваш, помош, понудуваш помош. Да. Сигурен сум дека нема да прифати. Меѓутоа, што сакам да кажам, еве да го трнеме настрана тој лик и неговиот обскурен сајт. Меѓутоа сакам да кажам, ние зборуваме за сосема различни и критериуми за новинарство, за различни вистини. Ние, кога еден човек од наутро ќе стане и ќе те слуша тебе што зборуваш на емисија, научер кога ќе не гледа нас што зборуваме, кога ќе прочита прокритички расположени медиуми што зборуваат, на Алфа вестите кога ќе ги гледа, и кога ќе гледа вестите на некоја друга телевизија или на некој од сајтовите што ги зборуваме, тоа е сосема друга држава. Не сосема друга држава, друг континент, друг свет. Не е исто. На едно место читате прекрасно, успеси, фантастично, се отворивме, сите не фалат, браво, на друго читате, луѓе, не е така. И сега, просечен човек кој што мора да оди на работа, во животот се заморува со сосема други работи, треба да избере што е вистината и се прашува, си вери на себе и овие нешто претеруваат и овие нешто претеруваат. Многу е тешко да им објаснат дека ние не претеруваме, дека ние сме дури благи, дека сме ние дури и внимаваме што зборуваме. Вистината е 3 пати полоша од тоа што ние го представуваме. Меѓутоа, такви се околностите. И колку и да звучи ова за мене одвратно, факт е дека изборите покажуваат дека таа пропаганда има ефект. Не. Да, ќе речеш дека некои луѓе се купени со кобасици, не знам тамо со, што е за мене многу навредливо, со кафе и со зетин, некои луѓе се притиснати за работа, некои луѓе напросто не можат да излезат од приказната дека за припадност кон групата на која што се во која што е 20-30 години да речеме, и тоа факт е дека пристојно тело, избирачко тело и натаму гласа за оваа власт. Тоа значи дека ја прифаќа оваа пропаганда и сака да верува на некој мазохистички начин, сака да верува во таа. Не, види, ние имаме една плејада на ретардации кои се појавуваат по социјалните мрежи и на кои шират владина оваква пропаганда и на кои луѓето им веруваат. Таков беше примерот со она будала на здраво дечки и јас сум Алекс. Сега огромен хит е оној Денко космонаутко. Ја му го разгледав вчера случајно. Не знам, искрено не знам. Тоа е некој со цвикер еден дечко кој работи во, како се вика, во и да ги посетува луѓето дома во Министерство за здравство, им зема бриз. Аха. И станал популарен. Космонаутко? Да. Со скафандер дека оди да. И стана популарен затоа што човеков веројатно на вистина добро си ја работи работата, ме разбирате. Добро. И бил ведар, се шегувал со децата и така натаму. И сега овие го фаќаат од власта, гледаат дека овој е популарен и на социјалните мрежи и се збори за него, го земаат човеков и го впрегнуваат во владина пропаганда. И сега он прави будала од себе. Иде, пее таму, игра, маш, 50 годишен, вакцина, се снима по, како се вика, по фейсбуци, по тиктокови, прави будала од себе во служба на владината пропаганда. Па, после тоа... Па добро, постои опасност со тие такви инстант звезди да не се снајдат во околностите. Одат, особено ако добијат некоја пази ситуацијава. Одат ДАЦ, инаку ДАЦ е директор на државна институција кој пијан прегази девојче, така беше? Па знам дека имаше некоја сообраќајка. Направи сообраќајка, пијан. И поради тоа беше разрешен. ДАЦ го пуштаат, она му во Борис Трајковски каде што се вакцинира да снима спотови, ги тераат доктори и медицински лица како овој космонаутко. Ја слушнав песната. Како овој космонаутко да прават будали од себе, да играат таму у Борис Трајковски, да денсат. А знаеш како? И секој оној кој на социјалните мрежи ќе пише нормални ли се овие, имаме најмал во светскиот просек на вакцинирани е 13%, ние имаме 1%, шо прават овие? Играат менталниве, само секунда. И кога некој ќе опише тоа на социјалните мрежи, велики дац и велика плеада на СДСМовски ботови ќе му се ти си ахуман, ќе му каже, ти си
немаш вредности, ние се бориме за вакцини. Не ми треба песна за вакцини, ми требаат вакцини, бе, луѓе. Не ни треба амбалажа, тоа што го рековме на почетокот, ни треба вакцина, макар и во кеса. Макар и дојдете ни на рак. Не ми, значи не треба да не убедува нас Денко космонаутко, играјќи дека ние требаме вакцини да примеме, ние знаеме дека треба да примеме вакцини, ама нема вакцини. Еве ти го мојот коментар за ова. Прво за песната, мене генерално тој вкус, тој стил на музика ми е банален и тоа препевање на мелоси, на некакви поранешни познати песни со додавање на некаков приглуп текст кој што треба да го фати моментот, не знам, вакцинирај се. Некој зборуваше дека и сексистички, дека е наврадлив за жените, има некоја логика во тие пораки од типот ќе ти ја ставам јас вакцинава моја и нешто тако. Ако гледаме така 90% од песните се навредени. Кога би играле на нивниот начин, токму тоа би било. Земи го ваквиот пример, кога би биле условно кажано претходната гарнитура на власт и кога би излегол некој пејач со таква песна, денеска имаше протести против сексистот кој што ги навредува жените затоа што им порачува дека ќе им ја стави вакцината. Знаеш, можеме ние да се фаќаме за ситници ако сакаме од нив да правиме голема бука. Ние се фаќаме за големите работи редовно. Не се фаќаме за ситниците кои што всушност го прават секој ден. Мене ме направија сексист затоа што сум кажал дека у Боговиње жени нема у кафана. Да. Тоа е реален факт. Страшен сексизам, да. Не можам да гледам во што си сексист. Значи кажа, викам у Боговиње нема кафана, ако се врати таму фатиме фета и нема да може у кафана да иде. И мене ме направија сексист дека сум еве ти ајде бе запали кола иде у Боговиње да видиш втора жена нема у кафана, муж да муж. Така. Од друга страна, ова што го збориш, тоа е тој пиар. Тоа е тој пиар. Не е битно што нема вакцини, битно е дека ќе пееме. Битно е дека ќе играме оро, битно е дека ќе не е битно што автопатот го направил некој друг. Ние ќе изиграме едно оро тамо, ќе се напиеме по една пиешка и ќе се фалиме. Тоа е начинот на функционирање. Види, легитимен е. Знајде се па живеј, во такво време живееме, тие го сватиле тоа. Ако глумат дека се наследници на комунисти, тоа е нивниот начин. Го сватиле текот на времето и играат. Проблемот е како да се стави на јавноста, на целокупната јавност во знаење дека тоа врска нема со живот. Дека реалноста е сосема поинаква. Тоа е главното прашање. Затоа ние живееме во ненормална земја. Затоа што јавноста, дел од јавноста е подготвена да ја прифати ненормалноста и да верува дека таа е исправна. Тоа е за мене најголемата трагедија. Можеш да имаш каква сакаш власт. Ако народот во глобала не ја прифаќа, веќе 50% од работата е завршена. Ако ја прифаќа, тука не можеш ништо. Што мислиш за опозицијата во овие моменти, вакви чудни моменти, чудни околности, чудна стварност? Јас секој ден излегувам надвор и отварам Time МК или порталиве што се во држава и едноставно од сабајле до вечер се чудам и се прашувам често себе си зошто не ги користам шансите да се иселам од оваа земја. Да, имаш шанси? Не, имам, утре можам да си отидам. Па тогаш си една од оние непоправливи романтични будали. Јас искрено го одам по оно што го рече председателот, шефот на државата. Да не бил председател и тој ќе се одселел. Да, шегата на страна. Ја можам да му најдам работа имам услови во Љубљана, имам еден пријател има пицерија, му треба пица деливери. Да. Стево би го качиле на еден скутерче, ќе си ја земе пицичката и ќе си носи и ќе им вика добар ден, како сте, дали сте добро, а и платата ќе му биде поголема од председателската плата. Затоа што кај нас председател зима 60 и нешто и таму ја му имам договорено на Стево 1200 евра у Љубљана ќе биде пица деливери поплатен од председател на Републиката. И сега пази, од една страна ние цело време се смееме колку им се мали плативе на функционери, сега реално. Председател зима 1000 евра, премиер зима 70.000 денара. Да, ќе го заврши мандатот има пуни пари. Од кај ги купивте паршињава човече со 70.000 денара? Од бизнис развиен. Од развиен бизнис меѓу време. Нели? Од наследство. Кога ќе видиш некој порано бил министар, зимал 60.000, 55.000 денара плата,
Вози автомобил за 100.000. Купил Има Мила купил половина Цановска, милион. 2 години министерка, 3 колку е, бам, прави огромна викендица на Пониква. Од каде бре пари жено ти со таа Да, плата? затоа мислам дека за тоа објаснувањето беше дека е некое наследство на Соколот. Абе све како се они имаат наследство, што не ми се дае Зашто мене јас некое немам, наследство, например, човече? ја упорно го чекам дедото од Америка што ќе ми Од имовита остави. фамилија вредна, доаѓам, стока сме имале, земја огромна и така Слушај, натаму. јас упорно го чекам мојот дедо имагинарен од Америка, што кога ќе почине после долги години Све. живот, ќе ми остави едно 10 Па добро и на милиони. Филипче, баба му од сопруга ќе му остави наследство, нели таа хациендата со Па јасно е Синерджи се, газдата што јасно е се околу тоа и нема што да ги замараме. Ма дај да им ги слушателите со тоа. покачиме платите од држава. Ме што ги смени со тоа? Не бе, нека бидат 5 пати поголеми платите. Што со тоа? ама ако те фатам да крадеш, ти ќе видиш. Добро, тоа е возможно само ако ја бидам на Златев. местото на Љубомир Јовески. Да. Тогаш мислам дека ќе ги средиме. Што се тиče до опозицијата, малце не ти беше до крај јасно прашањето. Што мислиш, како се справува со сето ова лудило опозицијата? Пред се тука мислам на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН, и другите не се за подценување. Левица гледам дека добро напредува во Па рейтингот. вака, ја би почнал првин од албанската опозиција, значи од алтернатива и од алијанса. Они имаат речиси невозможна мисија да го смениш Дуи. Не, они има друг проблем. Они не се опозиција на Дуи. Ниф им е криво што не се на местото на Дуи. Ќе дојдеме до тоа. Значи, имаат невозможна мисија како да го сменат Дуи, кој што 20 години на власт. И единствениот начин веројатно да го сменат е да бидат уште порадикални од Дуи и во барањата, и во очекувањата, и во обидите практично на деконструирање на Македонија, што е трагично. Од друга страна, свесни се дека не можат само со тоа, макар пред јавноста, макар пред западните сојузници, мораат и тие да одиграат една демократска представа, па мора да зборуваат за економија, мора да зборуваат за права на Драган, само да те прекинам. Повели. Утрински брифинг на Слободен печат, кој има илјадници евра буџет, го водиме 2:1 гледаност на Facebook. Одлично. Значи, одма, еве сега баш во исто време идат ги гледам споредбиве, можеш да продолжиш сега. Не, 3:1. Веќе сум задоволен. Со 30 сум веќе задоволен. Што се Ја и ти сами со позади тебе ова закачено. Ма фино ти е овде, и микрофони. Фино ти е овде. Ама они да имаат ги поздравиме полистри. дечките во режија, овој брадат момак и оваа млада дама, наистина се На крај ќе ми убаво кажеме друштво. имињата за да не гонат. Околу, условно кажано, македонската опозиција, прво оние малине партии, мене не е јасно зашто постојат. Гледам сега ќе се обединуваат. Ја може да ти кажам ќе се зашто. обединуваат. Ова е феномен за мене. Значи ќе се обединуваат три мали партии кои што се сега актуелни во власт, не од опозицијата. Ќе се окрупнувале Демократска партија, Дом и Либерално-демократска партија, ќе се окрупнувале заедно, и уште од сега една моја предикација дека не да направат ништо. Толку нема да направат ништо што ако се честни после тоа треба сите да се повлечат од јавниот Оние живот. дамна треба да се Меѓутоа повлечат нема да се јавниот живот. повлечат, ќе најдат начин повторно да се залепат Јас за кој ќе победник. се залепат, кај да е, ќе се залепат за ВМРО они, кој ќе се залепат за Па, тоа е ВМРО, тоа прашање на значи време. ВМРО доаѓа на власт, да знаеш. Сега. Павле Трајанов е предвесник на политичките да. промени во Кокиџе, Македонија. тој Он е Кокиџе првото прометло. кокиџе Така е. што како ќе никнува по коалиција таа доаѓа на власт. Ама тоа е талент. Човекот има Фала талент Богу, да процени Погледен човек 30 години живее успешно во тоа, во на таа власт. пара, секоја чест. Сега, за другиве мали прави. Еве пример Јанко Бачев, тие како се вика смешните русофили што го Не имат. знам, нив не ги цитирам сега, воопшто. сега може да ти кажам, тие таа партија годишно добива негде околу 150.000 евра од државата за некои си таму Тоа се овие новите закони да, за минорни закони шој. Сега он ќе се освои 3000 гласа, ќе му лупнат 50.000 евра годинава, па гајле му е брат што не е на власт, 50.000 евра у година, Јанко Бачев и така сами у партијата. Да, ама која гледај ќе се ги подели на месечно, Сам на себе. на месечно Сам на сам себе. на себе, си плати таму кириичка во тоа просториите што има, Ќе си минимум купи джип. по 2000 евра месечно му останува, он живее далеку болje од мене и тебе. Така е, таа е уште нека реклама ако падне. А од друга страна, што ми беше зборот, еве гледај феноменот на Интегра, например. Советувања за вселенски шатли,
за авиони. Мене ми е криво што не дојдоа на Освои 12.000 гласови, се наљутија тогаш кога ги спомнувавме во емисија, па потоа разговаравме нели со нивниот претседател, немам ништо против, секоја чест. Меѓутоа, како да кажам, овој народ кој што живее во мизерија објективно, половина милион луѓе живеат со $1 или $2 на ден, дел од луѓето беа подготвени да гласаат за човек што им ветува дека ние ќе плаќаме македонски сателити и ќе купуваме винг тамо, ќе купуваме радари, ќе купуваме борбени авиони. Јас го прашав, па добро, тие борбени авиони ако полетаат од Скопје на граница, грците ќе треба да ги урнат после 2 минути, пошто немаат време да свртат. Немаат време да свртат, веруе ми. Ќе снимаат гориво, тие трошат многу. Меѓутоа народот падна дури и на тоа. И тоа покажува колку сме ние отидени со разумот во некоја смисла. И секогаш зборуваме за овие сериозни. Значи, под сериозни... Ние сме скроз спремни за некои бели, оној што е Прелетачевиќ. Бели Прелетачевиќ, да. Ние сме тој им одржа лекција во Србија, токму така. Подготвени сме за бели Прелетачевиќ. Ама кај нас тој може да победи на крај. Во еден момент. Да, многу симпатичен тип на коња, ако не се лажам, се шеташе. Така, облечен во бело. Сум размислувал некогаш да бидам копија него во Македонија. И штета што го снема. Сега ми зборот за оваа сериозна опозиција, како што ние ја подразбираме. Значи, ВМРО ДПМН е многу голема партија, тоа е факт, со цела инфраструктура, со систем, преживеа тешки неколку години после падот и начинот на кој што падна, со притисокот од меѓународната заедница, со разоширувањето кај странијето објективно од крајот на нивното владење, пред доаѓањето на власт, мислам на Заев, се соочуваат очигледно со финансиски проблеми, со судења, не знам колку нивни луѓе се по судови. Колку се осудени, колку се по судови, тоа е весела математика да се пронајде колку од нив се по затвор или ќе одат во затвор. Па добро, и Драги Рашковски беше своевремено ВМРО-вец, така што сега не знам на кој да им го рачунаме. Меѓутоа факт е дека ВМРО ДПМН во овој момент дава се од себе да се извади и себе си од калта и да извади државата од калта. Јас не сум определен политички, никогаш не сум бил. Се знаеме одамна, ти никогаш не си бил ВМРО-вец, тоа може јавно да го... Иако сега ми се лепат етикети страшни, ВМРО-вчи ще не бањато, сега планирам да пуштам брада од 10 дена, да бидам небањат, небричен, да не бидам само небањат, неписмен, нормално, необразован, глуп, сите тие убави епитети што се добиваат. Не е тачно тоа, се смени времето. Да речеме, на секоја клиника најдобрите доктори се ВМРО-вци. Тоа го имам приметено. Тоа така ти мислиш, ти многу докторска партија. Да. Небањати небричени доктори се тоа, небањати небричени доктори. Било која клиника земјаат кои се топ 5 најдоктори, најдобри тројцати се ВМРО-вци. Има некоја многу докторска партија се станати, тоа приметувам. Па да. Наистина во браншата лекарска навистина се наметна све што е топ. Исто можам се веќе објективно збориме. Има порано беше различно. Порано смешно ние нели селјаци вакви такви, сега имаш човече адвокати, видни доктори, правен факултет, ако продолжат вака работите со глупости на СДС, пола ќе дојдат више. Поише некај ВМРО ќе отидат професори. Да, ама ова по мене е природен след на нештото. Сега ВМРО им ја зема Астерот на СДС, да речеме Астерот. Астерот премина во ВМРО? Па не премина, ама така па ја поддржа Силјановску кампања и беше. Да, Силјановска беше формално независен кандидат, мислам. Абе добро сега, тоа се финеси, сите знаеме како функционира. Логиката на нештата вели вака, на времето тоа што го нарекуваш селјачко, Али Ване Цветанов, да речеме, отиде во СДС. Сакам да кажам дека ВМРО ДПМН секогаш се обидувало да влие директно кај народот. Кога зборам кај народот, баш се мисли на работничка класа и на селани, на селјаци. И веројатно таму почна таа парадигма дека тие се селјачка партија и не знам какво. Меѓутоа, мора да запамтиме една работа. Првите 20 на 25 години од независноста, наследниците на комунистите СДСМ ги држеа сите места и на факултети, и по универзитети, и доктори, и адвокати, и правници и така натаму, затоа што тие практично им беа наследство од времето. Сега природниот след на нештата, ово
овозможува да дојдат нови и подобри луѓе. Нови генерации, меѓу тие нови генерации нормално е да има луѓе кои што се десно ориентирани, кои што имаат поинаква идеологија, поинаква доктрина во главата, а кои што се наметнуваат. И фактот е дека денеска најдобрите професори, најдобрите доктори, најдобрите научници, најдобрите уметници инклинираат кон десно. Тоа е факт, меѓутоа тоа е природна состојба, затоа што не можат вечно да се одржаваат Фрчковски и не знам Ѓорги Спасов. Нивното време едноставно поминува и доаѓаат некои нови подобри луѓе. И тоа сега се манифестира на таков начин. Сакам да кажам дека ВМРО-ДПМН се бори најдобро што може, по моје мислење, иако им недостасува она што, не знам дали е македонски збор, на српски се вика срчаност. Значи, уште поагресивно излегување. Значи, удар во бедемите не треба да се чука на бедемот на власт, треба да се удира, не треба да се почукнува со прсти, дали добар ден, дали сте добри, туку треба да се удира. Оваа експликација многу ме потсеќа на Сотир Костов кој збори. Појма нема како збори Сотир Костов, не го следам. Не го следам, искрено. Ама нека. Но не знам дали е комплимент ова сега што ми кажа. Благо критика, благо комплимент. Може секој да си го толкува различно. Така е. По мене треба да едноставно и да се врати на проекти. ВМРО-ДПМН победуваше со проекти, треба побрзо да излегуваат со проекти, со готови проекти за решавање на проблемите на граѓаните. Мала вест од ова утро, сопругот на председателката на судскиот совет, Павлина Црвенковска, да, должи 1,6 милиони евра во Евростандард банка, еден од оние кои ја ограбувал банката. Инаку Црвенковска може да и биде оспорен изборот, не знам дали знаеш, затоа што додека ја избира за председател на судскиот совет, Уставен суд започна, како се вика тоа, проверка на членот 8, ако не се лажам, од законот, со кој што е предвидено дека само политички кадар може да се кандидира за председател на судскиот совет, а не и суди. Ако се укине членот 8 од Уставен суд, тогаш веројатно би паднала во вода нејзиниот избор и ќе треба да се повтори. Тоа е информација што не се разбирам ништо. Да, па да, и јас не се разбирам позне колку, ама затоа Саше Димовски се разбира одлично, па навремено известува, а инаку тоа дека сопругот се заглавил милиони, не ти е чудно, милиони 600.000 јас кога би взел кредит од 50.000 евра, ќе паднам во несвест. Не бе, зашто да пагаш сум Ако ти замисли земеш милиони 600.000, па како ќе ги вратиш? Ме ќе избегаш од држава, брат, у Мексико, ќе отидам со милиони 600.000, ќе речам чао Трифу, чао, аривидерчи. Чао, аривидерчи сите, да. Али нема да можам да издржам, ќе умрам. Не може, едноставно, знаеш, не можеш ти во Мексико да зборуваш за проблемите, не знам, во поеблите или како се викаат тие нивни, не можеш. Тебе ти треба ова. Да, мене ми треба ова поднебие за тебе. Не, она што сакам да го кажам, се шегувам, немам храброст, но очигледно треба да бидеш драган човек од таков ков. Знаеш, апсолутно треба, си роден така. Така си воспитан. Да, јас е тоа. Јас како ти кажам, во животот нема да фрлам хартија во контенер, после чувствувам незгодно. Јас не можам да замислам да човек дека е способен да украде милиони. Дека е способен, не можам да го разберам тоа. Како за тоа треба неверојатна храброст. Освен и благо луѓето. Да украдеш покави пари, да оставиш луѓе без основни средства за живот, да уништиш фабрика, да уништиш, не знам, цело министерство, да оставиш луѓе без вакцини, да оставиш луѓе без храна и ти да се нафатираш за 3 генерации. Не можам да разберам. Не треба да си така роден. Да си роден, нема друго обяснување, треба да го имаш тој достопнички менталитет вратен во себе. Инаку се вратам на ова што ме праша прво, да не испаде дека бегам од одговорот, значи за ВМРО-ДПМН сметам дека ќе се врати на власт веќе во првата прилика во октомври на локално ниво на голема врата, веројатно потоа ќе победи на парламентарните избори кога и да бидат, меѓутоа ќе мора да се соочи само со себе и понатам. И со дел од оние гревови кои што беа направени во оние 10 години. Да, и ќе треба да се соочи со тоа дека државата ќе биде тиња. Тоа е главниот проблем. Кога ќе дојдат на власт и кога ќе сватат што им оставиле, ќе биде страшно, затоа што народот ќе бара резултати, тоа е оној тоа нормално очекување, вие сте ветиле, ајде направи автопат, ајде направи ова, направи патишта, направи улици, направи инфраструктура, водовод
изгради услови, отвори разговори со Европска унија, како ќе го направа тоа, еден Господ знае. Што се однесува до левица, бидејќи ме праша и за нив, мене ми се симпатични искрено. Што ти се симпатични? Што ќе стрелаат луѓе? Не, симпатичен ми е повикот за социјална правда, повикот дека сите ќе одговараат за тоа што го направиле, и Апасиев сам по себе ми е симпатичен затоа што човекот е питок кога зборува. Тоа е веќе прашање на чувства. Они имаат сериозен проблем. Па нивниот проблем знаеш кој е? Они само акумулираат без и толку. И сега, акумулацијата на без е едно, но резултатите кои треба една политичка опција да ги даде се сосем друго од тоа да акумулира без. Еве 100 пати сум го поставил ова прашање. Кој би бил добар министер за земјоделие од левица? А земјоделието е еден од најважните ресори во Македонија. Не постои така. Оставиме да го докажам целото мислење, значи еден од нивните проблеми според мене е они немаат инфраструктура. Немаат, се сведува на 5 или 8 луѓе кои што се таму во врвот, претпоставувам, на партијата, и тие се алфа и омега, тие се на телевизија, тие се по социјални мрежи, тие се се. Не можеш да видиш друго од нив, не можеш да видиш дека имаат свои испостави из Македонија, дека имаат дека колираат некои области. Нема ништо. 5 луѓе, Апасиев, и тоа е тоа. Мора да кажем една работа. Овие се аномалиите, јас што кажав, немаат стручен кадар во области. Па ќе најдеме. Но не може па да кажеме од друга страна дека не се автентична опозиција, се автентична опозиција. Сакам да кажам, они го акумулираат бесот, токму така. Значи бесот на народот кој што е огромен, дел од него, мал дел од него го акумулираат кај себе. Прашањето е кога ќе дојдат, ако дојдат во состојба да бидат дел од власта, ако освојат 80 претендици, ако бидат нужни во власта, ќе треба да испорачаат дел од своите ветувања. Како ќе го направат тоа? Прво и основно не можам да разберам како ќе го изведат делот анти-ЕУ и анти-НАТО. Можеш да мислиш приватно што сакаш. Меѓутоа замислете ти таа партија во власт која што ќе се збори официјално од позиција на власт против НАТО. Тоа нема да пројде. Нема да пројде никаде. Или против Европска унија. Јас немам ништо против соработка со Русија и Кина. Напротив, треба да се соработува со нив максимално. Србениците нормално. Меѓутоа не можеш да избегаш од реалноста на. Да, но види, ќе видиме како се викува, ќе национализираш. Замисли тие велат ќе национализираат. Ќе не бомбардираат. Значи невозможно е да го направиш тоа. Меѓутоа на народот во овој момент тоа му е питко. Убаво му е за слушање и го прифаќа. Ќе донесеме социјална правда. Социјална правда очено ни е потребна во земјата. Социјалната правда е очено потребна. Магнетните трамваи на Љупчо само спакувани во една поприфатливо, поелоквентно искажано, посимпатично. Меѓутоа реално на долги стази мислам дека тоа ќе им се удари на нив од глава, затоа што кога ќе треба да испорачаат нема да може. Драган, како оди емисијата? Сега Горан тука ли е? Каде е? Не ве гледам. Горан е во моментално кај неговото семејство во Берлин, меѓутоа треба да се врати. Овие неколку дена ја водам сам емисијата, тој се вклучува на Zoom. Нели, успева и од таму и од Zoom да зборува доволно. Некои велат и премногу. Речите, за тоа нема. Но би требало да се врати веќе до крајот на неделата и се продолжуваме постарно. Вие сте навистина една од ретките искри во мракот во Македонија. Тоа што го работите, морам да признам дека го работите атрактивно, убаво, добро спакувано. Многу е напорно, Златев, знаеш. Секој ден да работиш. Ова е пеколно, посебно, јас тука нема да се абстрахирам од Горан. Горан е идејниот творец на емисијата и Горан има заслуга за најголем дел и од гостите и од темите. Меѓутоа, јас од друга страна сум зафатен и со вестите на Алфа телевизија, таму сум заменик главен уредник на информативната редакција, значи имам обврски преку ден, потоа доцна навечер со емисијата, темпото е пеколно и верувам ми дека го правиме ова од чиста страст. Од чиста страст и љубов. Не е за пари, бидејќи парите не се тие што би требало
да ги имаме за да можеме да работиме само за пари, не е за слава како што се зезаме ние меѓу себе, не препознаваат луѓе по улици, се работи за страст. Ние веруваме дека работиме нешто добро како и ти овде. Веруваме, стварно веруваме, наистина веруваме дека работиме нешто добро и нешто квалитетно. И тука за темпото имам тука еден техничар Горан и му викам, викам, многу ми е тешко без секој ден емисија имам и он ми вика, оди вика работи у магазинот Тинекс да видиш како е. Јас така имам работено. Така што да не се жалиме премногу. Види, ментал, јас зборам за физички умор. Зборувам за физички умор без база на ментален умор. Ние сме сепак излегуваме на јавна сцена, мораш секој збор да го измериш, мораш секој прашање да го измериш, секој одговор што малку помалку мерам од вас, затоа ми е полесно. Добро, сепак мораш. Нема што зборуваш, треба да си бескрено информиран на дневна база. Ние мораме, Златев, реално дневно колку информации ти мораш да примиш. Најмалку 100. Зборуваме за од информативни информации од делот на политика, економија, не зборуваме за приватни информации. Добро, јас сум од друга страна малку насочен за разлика од вас и по кафанско новинарство. Знаеш, но и тоа е огромен број на информации. Со луѓе, ќе разговараш, ама тие информации мораш да ги возпримиш. Ова е шега, кафанско. Мораш да ги воспримиш, мора да ги преработиш, да ги процесираш, да ги провериш, па да се јавиш вака ли е, не ли е вака. И потоа да излезеш на јавна сцена и за нив да разговараш. Ако лупаш глупости, тоа се забележува. Ако не си адекватен, ако не си конкретен, ако не си точен и прецизен, тоа се забележува. Драган, за самиот крај прашањето од почетокот. Може ли во Македонија да се остане нормално? Да, не. Не можам само со да и со не да ти кажам, може ако имаш навистина многу среќа. Вие имате таа среќа, почитувани слушатели, да останете нормални затоа што следите едно нормално радио. Радио на кое има прекрасна музика, на кое има избалансирани објективни вести и на кое има критички емисии. Има ли поголем дар од тоа да ве правиме нормални и критични кон се постоечко? Денес е 29 април 2021 година. Јас сум Љупчо Златев, водител, односно уредник на оваа емисија. Мојата маленкост во исто време е главен и одговорен уредник на Лидер ФМ. Ово утро техничката реализација е на Јане Јанков, кој е задолжен за видеото, и Мартина Костандинова, која е задолжена за аудиото. Останете со Лидер радио, следува оној радио подиум во кој добивате прекрасни опуштачки информации, а и прекрасна музика.